Ковачевски, но и нашиот гостин во овој блок од отвореното студио 1, Игор Јовановски, атлетичар. Добар ден и добре дојде. Имаш замерка во однос на... Да, не сум класичен атлетичар, значи повеќе сум посветен кон планинското трчање. Значи, до сега не сум бил точно во некој атлетски клуб, но љубам да трчам и поготово на планина и во природа. Спортист. Спортист, може. Да, поводот за твоето гостување, она за кој што ќе продискутираме секако нашата главна тема, во недела на 31 март, втора година веќе ќе се одржува таа маратонот и полумаратон, така? Така, планински полумаратон и маратон. Така, трки. Од Водно до Матка, па и обратно. Така. Ајде со тоа да започнеме. Ке има ли нешто поразлично во однос на ланската година или останува исто? Колку надпреварувачи? Така, значи Водно Матка трейл маратон представува една трка во планинско трчање, која што се одржува втора година за ред. 2018 беше првото издание. Идејата е да се направи еден спортско-рекреативен настан, кој што ќе ги обиколи најинтересните, најубавите делови од Водниот Матка. Минатата година имавме прво одлично издание, беше малку интересни услови, имаше многу снег. Баш на 25 март многу падна снег, но сепак тоа не ги обесхрабри, да речам, околу 320, мислам дека имавме учесници, да се пробаат на патеките околу Водно и Матка. Оваа година на 31.3 ни е датумот, не очекуваат добро време, добри временски услови. Имаме пораст во однос на оние луѓе кои што се заинтересирани за... Над 400 се чинам, така? Да, мислам дека околу сега се комплетирани пријави имаат околу 400 и околу 500 пријави имаме вкупно. А тоа се луѓе се од Скопје и Македонија или има интереси луѓе од странство? Не, значи меѓународен е настанот, имаме најголемиот дел се од Македонија, меѓутоа имаме околу 40% странци. И од каде доаѓаат најмногу се од Бугарија и Косово, најбројни, меѓутоа има луѓе од Англија, од Полска, Словачка, европските држави, значи тоа чекам да ми изненадиш сега, има учесници од Исланд. Па нема од Исланд. Нема од Исланд, меѓутоа имаме тук там некои луѓе од различни држави. Супер, значи може да се заклучи дека во споредба и со ланската трка сега, освен што се зголемува бројот секако на учесниците како број, претпоставувам дека е и поголем интересот и во однос на странците. Да. Меѓу другото, идејата е и да се, да речам, понуди трката да биде понудена како една опција за алтернативен авантуристички туризам, значи за луѓето од страна. Минатата година имавме околу 15 држави присутни, ова имаме 20 веќе. Така да тоа е прилично интересна бројка. Така, освен ова што го спомена, овој атрактивен дел секако Водно Матка, нели она можност за развивање на некој начин на туристичката свесност, спортувањето. Имаше ли некој друго влијание, односно во изборот на ваквата траса, на ваквата релација или? Па дефинитивно атрактивноста. Со оглед само на планинскиот предел, може? Да, ние сме пред се, значи, планинари и планински луѓе што трчаме во планина и се, значи, тој спорт практично со еден збор може да те однесе на многу места. Да, се извинувам, да прекинав, но во моментов може да ги прокоментираме. Така, ова е од ланската. Да. Значи може да спортот како планинското трчање може да буквално те однесе на вакви организирани настави се прават на најразлични места во светот. Значи се прават од пустини, од џунгли, од високи врвови, од рамници и така натаму, значи буквално на било која, значи идејата на планинското трчање само да не биде да има што помало дел во урбана средина. Значи да, и се одвива во било каква природа, така што ќе биде исто да напоменаме две трки фактички маратонци и полумаратонци. Да, 42 и 26 оваа година имаме километри. Со тоа што исто така се разликува и качувањето и спуштањето што истите го имаат, значи маратонците имаат прилично
тешка, да кажам, задача. 3100 метри качуваат, значи тоа се доста напорни технички делови од самата планина. На Матка се посетуваат најатрактивните делови, се оди на Света Недела, се посетува Свети Никола Шишевски, Свети Андреа, значи сите културни историски значи знаменитости, така што така една целина се прави во еден цел ден, да речеме, правиме една комплетна понуда да се помине планината, значи фактички од Водно до Матка и обратно, така? Да, се симнуваат сите маратонците се симнуваат во Матка на Кајакарски мост, одат потоа ресторанот со Свети Андреа, таму ја качуваат Света Недела и после тоа се враќаат преку Шишевски, се враќаат назад преку Горно Нерези, значи буквално сите елементи од Водно и од Матка може да ги видат, да прошитаат, да ги искусат. Во текот на патеката ние им обезбедуваме, значи неколку контролни точки. Тие контролни точки некои од нив се и освежителни станици, значи имаме пунктови, значи бидејќи сепак е прилично напорен спорт, значи тие носат мала некоја задолжителна опрема со нив и така е олеснето, да речем, движењето на планината. Игор, знаеш што ме интересира? Кој е забележителна ли е разликата од најмладиот учесник до најстариот? Ме интересира на која возраст се луѓе се пријавуваат за еден ваков маратон, бидејќи на водно рекреативно има луѓе кои што прилично импозантно е во години го искачуваат водно, например. Значи, за најмладите, значи, можат да се надпреваруваат само, да речем, јуниори имаме категорија, на малата трка, односно на 26 километри, сепак големата е премногу напорна за помали возрасти, меѓутоа, во однос на ветераните, 50-60 плюс имале па и над 70 години, значи луѓе кои што се надпреварувале не конкретно на водно, меѓутоа на наши настани, например на Крали Марко во Прилеп исто така организираме, тоа е најдолга историја, традиција има тој настан. Се одржува од 2011 година, таму сме имале да речам и многу постари така учесници. И нема откажување. Од старт до крај. Да, значи тие луѓе си доаѓаат, си пешачат, значи тоа е сега значи се работи за планинско трчање, меѓутоа во голем дел од планината не се трча, мислам се оди, се пешачи и така натаму, така што може да се каже дека е еден вид на брзо движење во природата и бидејќи се ние ги олеснуваме сите овие работи со тие точки освежителни станици, луѓето доаѓаат да се дружат на тој начин. Секоја чест и за најмладите и за најстарите кои што го прават ова. Има ли некои, бидејќи и ти си како си составен дел од цела оваа организација, посебни подготовки, да кажеме, за планински тркач, нешто што не знам, посебен режим на исхрана, да речеме, дали во текот на целата година, во однос на килажа? Па, искрено сум бил на различни места низ Европа, па и нешто подалеку на планински трки и сум видел, да речам, секакви профили на луѓе. Така што мислам дека доколку си има желба и волја, може било кој да се спреми. Да, секако треба да се оддели време. Да, треба да се одреди, да се одвои време за тренинзи, за правилна исхрана. Секако мислам, она што ние го правиме воедно е промовираме активен животен стил и здрав животен стил. Значи тоа е пред се една од работите што сакаме да ја туркаме преку овие настани. Ајде за да го доловиме Игор Јовановски пред публиката, каде најдалеко си учествувал до сега? Значи сме биле во Кападокија, 110 километри. Значи нашиот тим се ушли на Трекс е практично составен од луѓе кои што 100% значи сите трчаме планинско трчање, многу од тркачите сакаат да трчаат од нашиот клуб долги патеки, значи 100 километри, 170 километри, така натаму. Така што има доста атрактивни трки во светот, поготово и во Европа, од тој ранг, да речам. И сме трчале на Лаваредо, сме трчале во Кападокија, Истра неколку пати. Државите кои се јадат? Кападокија е Турција, центар
Централна Турција, тоа е Анадолија, тоа платото. Таму има една многу атрактивна трка. Истра ја знаете како една од најатрактивните делови на Балканот и туристички најразвиени. Лаваредо е Доломити во Италија, а последно што бевме со петчлена екипа беше на УТМБ, односно Ултра Трейл до Мон Блан. Таа е една од најпознатите, да речам, трки во светски рамки. Постои ли некоја траса или трка што тебе ти е онака предизвик во животот да си зацртал дека мора да... Ни беше УТМБ, значи Ултра Трейл до Мон Блан, дефинитивно таа е една од интересните, најатрактивните, бидејќи стартува и завршува во Шамони, што е центарот, да речам, на авантуристичките спортови, во историски и во денешни рамки, било како да го кажеме, и го заобиколува целиот масив на Мон Блан, значи 170 километри. Има и помали трки, меѓутоа ние бевме на таа не е ни најголема, има и поголема од таа, меѓутоа да не навлагаме во детали. Значи таа го заобиколува цел масив на Мон Блан и трае 2 дена, значи 2 полни дена, тркачите 2500 луѓе тргнуваат од Шамони, имаат исто така вакви контролни точки, трасирана патека и одиш и практично се тркаш, уживаш, се дружиш и така натаму. Ме интересира дали генерално еве кај нас, бидејќи спомена освен ова веќе 2 години, нели ова трка што се од Водно до Матка, вие сте партиципирале и како што спомена и во Прилеп кај Маркови кули, долги години назад се организирали други траси и други трки. Може ли генерално да се изведе заклучок дека постои интерес кај нас за ваков вид на спорт, планинско трчање? Да, секако дека има, поготово ако постојат организации и кои што го прават тоа, значи возможуваат, да речам, практикување на планинското трчање. Секако секој може сам да, ние во најголем дел сами си трчаме, луѓето секогаш си тренираат, се групираат за тренинзи и сето тоа. Меѓутоа, доколку не постои една база на надпревари, кога постои база на надпревари, сепак тоа на едно друго ниво, луѓето можат да отидат, да се пробаат, да се надпреваруваат и така натаму, така што ние меѓу другото од 2011 токму тоа го правиме. Во на Крали Марково Прилеп успеавме да истераме една добра традиција од 8 години, од 2011, таму имаше најразлични должини, атрактивна патека и така натаму. Сега од минатата година некако се охрабривме, да речам, помладата екипа да организираме и во Скопје, пред се поради самата близина на Водно и на Матка и поради атрактивноста. И сега од нареден сега од овој мај, заедно со нашите пријатели од Охрид, од Асоциацијата Спорт за сите за спорт, ќе организираме Охрид Трейл. Тоа е прва трка на Галичица, значи сакаме да го фатиме и тој дел, односно да направиме еден комплетен календар, значи идејата е пролет, лето и есен, да имаме некои настани кои што ќе бидат во наша организација. Игор, така. Може би ќе звучи малку неблагодарно, меѓутоа финансиски колку финансии се потребни за искачување на планините, да се биде еден спортист кој што ќе трча на планини, особено како што велите самиот, нели, дека идете во други места низ Европа, тоа се сепак држави подалеку од Македонија. Прашањето ми е зошто финансиски, затоа што на тоа сакам да се надоврзеш колку е искористен потенцијалот на сите оние комерцијални фирми кои што можат да инвестираат во овој спорт и на тој начин да добијат реклама. Така па Например, екстремните спортови многу малку се знаат во Македонија, а има големи компании кои што организираат многу чудни спортски настани, па таму го промовираат и својот производ. Во однос на луѓето за нивното практикување на спортот, мислам дека е прилично едноставен, за разлика споредувајќи го со некои други спортови кои што бараат
поголем број на, да речам, реквизити и така натаму, трчањето е прилично straight forward, нели, нема некој, сепак има сега најразличен тип на патики, ранче и така натаму, меѓутоа во наши услови, да речам, може човек и со наши планини што ги имаме, мислам дека околу 75% од територијата ни се планини, може човек буквално да земе, да купи некоја основна опрема и да си поминува убаво во планините, да си движи и така натаму. Во однос на излегување надвор, секако, значи, овие трки кои што ги напоменав, имаат високи котизации, патот до таму е секако висок, така да, меѓутоа, доколку се сака да се прошета, се снаоѓаме, се групираме, наоѓаме помагатели и така натаму, во однос на организирањето, тоа и се обидуваме да го направиме, значи сакаме да направиме едни настани кои што ќе бидат супер импакт ќе имаат врз луѓето и врз свеста на граѓаните, така што сакаме да ги поврземе тие точки и да се повеќе соработуваме со компании кои што сакаат да речем да вложат во нашиот во тоа што ние го правиме. Да помогнат. Да, и пред крај уште да те прашаме, заврши рокот за пријавување, еве можеби некој што гледачите што не следат па се заинтересирани? Да, значи рокот се уште трае и ќе трае до 30 до 33. Петок и сабота, односно 29 и 30 имаме подигнување на стартни пакети во јавна соба, во Public Room. Тамо сме одредени саатници, значи сите информации и други може да ги најдат луѓето на водноматка.mk. Во ред, ние ти благодариме секако за гостувањето во отвореното студио и ви посакуваме успешен маратон и полумаратон, односно трките. Фала, и драго ми беше. Да, секако мислам дека заслужува внимание оно што се обидувате да го правите, да промовирате спорт. Така. А ние, почитувани, тука правиме кратка пауза, па потоа следува анализата на вестите од регионот и светот со колегата Дејан Андоновиќ тука во студиото.